Почитувани гледачи, добро вечер, ги следите 10 минути на телевизија 21. Наш вечерашен гостин Максим Димитриевски, председател на Комисијата за одбрана на Социјалдемократскиот сојуз. Добре дојдовте во нашата емисија. Добро ја најдов, добро вечер и до вас и до гледачите на телевизија 21. Господине Димитриевски, да кажеме за оние што можеби не знаат, дека вие сте човекот што минатата година, кога се случај настаните во дива населба во Куманово, бевте еден од луѓето што повикавте на заедништво меѓу кумановчани, меѓутоа чудно некако бевте тргнат од медиумите. Зашто всушност стануваше збор? Што се случи тој ден? Па добро, Република Македонија живее во реална цензура. Значи медиумскиот простор е таков каков што е. Денеска се навршуваат токму 10 месеци од кумановските настани, кои што Република Македонија и сите нејзини граѓани треба да ги паметат, бидејќи истите тие настани истравматизира милиони граѓани и целиот регион, па дури Европа беше потресена по однос на случувањата кои што се случуваат. Зошто ме нема? Затоа што веројатно така одлучила елитата која што владее во Република Македонија со медиумите. А што се случи тој ден? Вие зборувавте, че нам пред една од телевизиите. Да, тоа беше моја изјава како председател на Совет на една од националните телевизии, Канал 5 телевизија, каде што директно од студио бе исклучен во живо во емисија при мој настап и при еден апел до граѓаните, а воедно и барање одговорност од релевантните чинители, во тој момент конкретно тогашниот премиер Никола Груевски, актуелната тогашна министерка Јанкуловска и останатите кои што беа директно одговорни по однос на сношење на одговорноста и она што се случи во Куманово на 9 и 10 мај минатата година. Како председател на Комисијата за одбрана на Социјалдемократскиот сојуз, како гледате 10 месеци после настаните во Куманово? Токму денеска и беше и продолжение едно од продолженијата на судењето за овој случај? Тоа што се случи во Куманово беше голем срам и погубно беше за државата. Од многу аспекти. Од безбедносен аспект, тогашната актуелна власт дозволи да се инфилтрира поголема милитантна група и да направи еден класичен терористички акт. Дозволи група на полицајци со налог за претрес за откривање на дрога да влезе во куќа и да биде сочекана со рафали и бомби од страна на вооружената група. Факт беше дека во континуитет граѓанството чувствуваше дека нешто се случува во градот, а дури доаѓаа до нас и како функционери на локално ниво сознани од граѓаните дека има инволвирана милитантна група во градот. Она што мора да се нагласи во овој момент е суштината караулата Гошинци и што всушност таму се случи. Непосредно пред настанот во караулата Гошинци беа нападнати полициските службеници, вкупно 4 кои беа на служба на гранично обезбедување. При истиот напад беа истите пуштени и ослободени, но најголемите залихи кои беа несвојствено да се чуваат во еден таков објект, значи вкупна количина на оружје кај што може да се вооружи еден мини батальон на една воена структура, беше одземен од караулата и потоа се докажа дека истото оружје е користено во кумановските настани од страна на милитантната група. За жал се дозволи, значи, полициските специјалци во тој момент да послушат како живо месо и едноставно јас не знам кој од тогашната политичка елита ќе погледне во очите на сите сега веќе покојни Љубиша и Самедин, Ненад и сите останати вкупно 8 полициски специјалци и над 37 повредени наши полицајци. Како ја спомнавте полициската станица Гошинце, чинам вие таму сте служеле војска, ако не се лажам. Деновиве се појави во јавноста снимки кои објаснуваат што се десило, со објаснение дека снимките се направени со термална камера. Имате ли такви сознанија за што станува збор? Да, ја погледнав таа снимка. 94-та и 95-та година, како војник во АРМ, служев во Кумановскиот граничен батальон и многу често ја посетував како возач таа караула и
останатите објекти Малтапан, Малино Мало и Танушевци. Значи, истата снимка која што е дадена е направена од високо софистицирана опрема, термовизијска камера, која што буквално онаа што го видовме на снимката не укажува со сигурност дека се работи за самата карула. Како што гледате на снимката, таму имате раздвижено движење на одредена група која што врши според мене одреден упат во објект, но повеќе се работи за вежба и тренинг отколку за реален упот. Водејќи се од фактите дека истата таа група кога ја има нападнато караулата Гошинце, има дотерано и возило за да го транспортира самото оружје кое што е одземено од лице место, укажува на фактот и дава дополнителна сигурност на тврдењето дека не се работи конкретно за објектот на караулата Гошинце. Суштинското прашање овде е дали некој во државата имал сознание за ваквите снимки и дали овие милитантни групи кои што гравитирали во тој дел на територија на Република Македонија биле воочени претходно од безбедносните служби. Факт е дека има сознание и укажуваат тврдења на поединци дека самите такви групи биле лоцирани од нашите разузнавачки структури и редовно ги информирале сите релевантни и одговорни лица по хиерархијата во Министерство за внатрешни работи. Ако е така како што зборувате, еве и за снимката и за факти како што ги велите, што ги напоменувате, кој би можел тоа да го направи според ваше мислење, се разбира, на кого му одговарала таквата ситуација? Повеќе од јасно е дека имавме актуелна политичка состојба во која што опозицијата со проектот Вистината за Македонија ги изнесе сите вистини и македонското секојдневие на видело. Владеачката политичка партија имаше договорено на 9 мај претходно најавено да одржи партиски конгрес. Истиот го помести 7 дена порано, доколку некој сакаше, имаше цел да прави класични терористички дејствија, тогаш тоа беше идеален момент, бидејќи тука беа сите владини и државни функционери. Мислам дека нешто се случи со единствена цел, да се отргне јавното мнение на јавноста од актуелната политичка состојба. Се сеќавате во бомбите, некој од актуелните функционери рече, ако треба не само воен дек, туку и војна ќе направиме. Обвинувате дека, вие сметате дека власта е виновна за сето што се случи во Куманово. Имате ли докази за ова? Јас не обвинувам. Јас само давам свое мислење и видување врз база на релевантни тези. Она што е многу побитно во овој момент е дека се води легитимна постапка пред надлежни државни органи, конкретно пред судот во Република Македонија и на крајот постапката ќе си го даде конечниот резултат. Оние кои што пукаа на полицијата е евидентно и мора да одговараат пред законите на Република Македонија. Но многу побитен е моментот и тоа ќе мора политичката елита, тогаш на која што ја водеше институцијата МВР и безбедноста воопшто во државата, да каже кој тоа беше сценаристот, а кој режисерот на Кумановските настани. Режисерот веќе е на повидок, сценаристот е суштинскиот проблем. Недозволиво е да на 9 мај, кога цела Европа согласно убедувањата на Шуман и Моне се занимаваше со прославување на денот на обединувањето на Европа, додека на друга страна на исток се организираше најголемата воена парада во борба против антифашизмот, Куманово да се посочи како дестабилизатор на регион и град кој што е способен да генерира конфликти. Ние како граѓани тоа не го дозволивме. Без разлика на нашата етничка припадност, верска, национална, се обединивме и кажавме дека се работи исклучиво за класично сценарио и не дозволивме било каква дестабилизација. Молам за крај на ова интервју, како оценувате безбедносната состојба во Република Македонија? Безбедносната состојба е сериозна, безбедносните капацитети се на многу ниско ниво, особено армијата е доведена на дното во општеството, но за наша среќа нашите странски партнери прават разлика помеѓу политичка и безбедносна криза во државата. Во овој момент Груевски и властодржците околу него се обидуваат да играат на картата на бегалската криза и тоа нема да им помогне, бидејќи опозицијата е повеќе од свесна и подготвена да се справи со овој сериозен проблем. Ви благодарам за гостувањето, господин. Ми беше задоволство, благодарам и вас.
Почитувани гледачи, ова беа 10 минути на телевизија 21. Останете со нас, следуваат вестите на македонски јазик.